Dobro više, dragi foreverovci, drage foreverovke. Večeras imamo veliko zadovoljstvo da slušamo jednu od najuspešnijih menadžerki u Makedoniji. Svako sa sigurnošću možemo reći da je jedna od stubova forevera u Makedoniji. Već je nekih 15 godina član forevera, čini mi se tako nešto, jel da? 15 godina, otprilike koliko ja znam, možda sam nešto malo i promašio, ali u svakom slučaju za to vreme izgradila jednu moćnu strukturu u Makedoniji, lično je senior menadžer i eagle menadžer. Slušajte pažljivo, od nje može jako puno da se nauči. Draga Slavice, izvoli. Да. Благодарам, Стево, на довербата. Јас имам подготвено слайдови. Често само да ја пуштам. Мислам дека се гледа во ред. Епа вака, јас сум Славица Донакова, како што ме најави Стево, нашиот повисок спонзор, во моментот сениор менаџер, кој гради успешен бизнис 17 години и ќе се потрудам со неколку слайда да ви пренесам кои се важните чекори за секој од вас да изгради успешен бизнис. Во Forever сум 17 години и малку повеќе. Менаџер ја постигнав позицијата за 2 години, сениор менаџер за 4 години. Работам во Македонија и надвор од границите, 6 пати игл менаџер, 3 пати черман бонус. Оваа квалификација за оваа година е пред крај, се крчка уште една година со ваква квалификација, 3 пати Forever to Drive и 15 години во топ 10 во Македонија, најчесто до топ 5. Сето тоа е како една мала моја лична карта, за да видите дека човек треба да работи, меѓу сите овие редови тука стои работа и само работа и користејќи го системот на Forever, позиција повеќе и повеќе. Благодарам на нашите повисоки спонзори, Диамант менаџери, Вероника и Стево Ломјански, кои не удостојуваат да бидеме често пати гости во Нови Сад, во Србија, на Денови на успех, од каде што учевме многу наши мотивации, инспирации за понатамошна работа со Forever. Благодарам од целиот тим, веќе нашиот со едно име Fly High Forever Team, за укажаната чест што бевте гости на последниот бизнис семинар организиран од нашиот тим во Велес. И чекор по чекор. Најнапред, за да работиме со нешто и да бидеме успешни, треба да имаме стабилна компанија, а во овој случај тоа е нашата компанија Forever Living Products, најголема компанија за алоe вера во светот, со сопствени плантажи во Тексас, Мексико и Доминиканска република. Најважно, меѓу другото, е дека се грижи за околната средина, ги поседува најголемите сертификати од меѓународни институции, како и последниот за органик, за алоето и за квалитетните наши производи. Многу е важно за самите себе да се увериме во квалитетните производи, да слушаме обуки, да ги видиме главните сегменти како оваа компанија ги донесува до сите нас овие прекрасни производи, безпрекорно чисти, каде што се отфрла зелената лушпа и се користи само средишниот дел од ова растение алоe вера. Компанијата е стабилна и без долгови. Тоа е многу важен сегмент за да бидеме сигурни во она што го работиме. Основана е во 1978 година и глобално е присутна веќе над 160 држави. Тоа кажува
дека секој што и до ден денес не се одлучил да работи со оваа компанија, ова се дел од моментите кои треба да бидат пресудни да се донесе одлука. Во Македонија оваа компанија послува од март 2000 година и постојан раст на продажби секоја година. Сега, од кога имаме стабилна компанија, квалитетни производи, имаме еден квалитетен производ, а тоа е маркетинг планот на Forever. Тука преку една табела ќе ги прочитам некои важни карактеристики кои се за мрежниот маркетинг што го користи нашата компанија, нашиот маркетинг план. Бонусите се на база на препорачана цена за продажба. Секоја квалификација е двомесечна. Не се реквалификува за ниво повторно и повторно. Без претекнување на ниво од асистент супервизор до менаџер. Докажана успешна историја. Без големи залихи на производи, без инвестиции. Ние ако сакаме да отвориме една приватна компанија, најмалку 10, 20 и 30 илјади евра треба да вложиме за да отвориме па дури и некој дуќан или некој мини маркет. Тука не треба ниту инвестиции. Производи за директна консумација, кои постојано се повторуваат и се повторуваат. Финансиски е стабилна, целосно затворен производствен процес и тоа е многу важно, бидејќи компанијата води грижа од почетокот, од бербата на растенијата алоe вера, до целото производство, до дистрибуција, целото е во контрола на нашата компанија. Независимо од други производители, 100% на алоето го поседуваме и го одгледуваме на нашите плантажи. Меѓународно е представена во повеќе од 160 држави. Покрај сите овие карактеристики на маркетинг планот, што се како предност во однос на некои други бизниси што се работат, многу е важно и изворите на доходи, бидејќи имаме повеќе извори. Профит од продажба на мало, профит од преференцијални клиенти или новите што ќе ги вклучиме како корисници или луѓе кои сакаат исто како нас да ги препорачуваат производите. Бонус од преференцијални клиенти, лични бонуси и бонус за обем, лидерски бонус, програма за менаџер орел, Forever to Drive, глобално рели, черман бонус и бонус скапоцени камења. Вака навидум на една графа, на една табела, многумина ќе кажат дека само тоа се некои референции, извори, меѓутоа, верувајте, меѓу сите овие редови тука, после секој плюс што компанијата го наградува собственикот на Forever Business, стојат многу упорност, истрајност, позитивност, работа и еден таков стимуланс дава компанијата и овој маркетинг план, што се некако те мотивираат уште чекор погоре, уште чекор погоре, уште неколку луѓе вклучени, да постојано ве држи во една добра, би рекла, кондиција, во едно добро темпо, да ве награди повеќе и повеќе. Тоа е предноста на овој маркетинг план и често пати знаеме да кажеме дека ова е најдобриот производ што го нуди Forever. Како да започнеме? Имаме добра компанија со квалитетни производи, имаме добар маркетинг план. Најлесно е и наједноставно да го започнеме со патувањето токму со еден пакет кој го носи тоа име, кој е пакет, семеен пакет, каде што има одбрано најпотребните производи за почеток, да ги употреби едно семејство, да го почувствува позитивното ефект од тие производи, да може со сигурност да ги препорача на своите пријатели или на својата околина. Овој пакет, со самото регистрирање во компанијата од кога ќе се купи, секој собственик на Forever Business добива лиценца за трговија ширум светот. Вие без разлика дали живеете во град или во село,
без разлика во кој дел на државата или во која држава ширум светот, вие можете онлайн да регистрирате луѓе, односно да развивате бизнис со оваа компанија. Бизнисот е развиен повеќе од 45 години, единствена компанија каде што имате личен ментор. Јас оваа прилика ја користам да ги поздравам моите менторки, две сестри кои живеат во моментот во Англија, а тоа се Ирена Трајчевска и Вики Трајчевска, кои го наследија кодот на својата мајка, која за жал пред 1 година го напушти овој свет. Подршка од заедницата, сопствена веб продавница, пристап до онлайн платформи печатени материјали. Само треба да бидете љубобитни, да истражувате, да учите и да бидете отворени за нови сознанија. Како да продолжиме? Од кога ќе го купиме пакетот, треба да бидеме најдобар клиент, да ги употребиме производите, со сигурност да ги препорачаме на нашата околина, да споделуваме за производите, како се чувствуваме поенергични, како луѓето кога почнуваат да користат производи, веднаш чувствуваат некоја промена во себе, дека полесно стануваат, полесно се будат. Еве, јас започнав со оваа фотографија на овие производи, бидејќи токму сега, не знам колку пати за сите овие години, сум третиот ден од програмата за детокс, а тоа е C9 или Clean 9. Енергично, лесно, поподвижно и така натаму. И треба да развиеме 20 до 30 редовни клиенти. Ние имаме соседи, пријатели, познаници кои од одредени причини и немаат можност да се активираат повеќе, или сме ги регистрирале во системот, па немаат можност да одат да си набават производи и ние треба да ги снабдиме. Дали ако дома купиме некој друг производ од класичната продажба што се наоѓа во маркетите, ако сме задоволни, нема да препорачаме на најблиските, на соседите. Секако ќе порачаме. Истото и тука го правиме, само за тоа што го правиме тука, компанијата не наградува, а за останатите продукти кои ги препорачуваме од другите продавници, не наградува нас, туку е малку поинаку распределбата на добивка. Што треба да знаеме за да сакаме да препорачаме, што треба да направиме за да се ангажираме малку повеќе и да навлеземе полека во целиот систем на маркетинг планот на Forever. Најнапред треба да го најдеме своето зошто. Зошто го правиме тоа? Многу пати луѓето ќе кажат од хумани причини, многу пати луѓето ќе кажат да бидеме поздрави, меѓутоа секој треба да си стави пред себе зошто сака да го прави тоа, да препорачува и да работи со овие производи и со оваа компанија. Ова зошто ако денес донесете, еве размислете вечерва, а некој можеби ќе сака да има средства дополнителни да биде награден од компанијата, да купи лаптоп, некоја поскромна желба, некоја поскромно зошто. Тоа зошто полека се менува. Јас кога стартував со оваа компанија, моето зошто беа скромни, бидејќи јас не верував во тоа што и ден денес сум го постигнала, па и сега така кога си ставам нови зошто, секогаш гледам нешто да е мерливо, што може да се постигне, за да не ставиме некое големо зошто, па подоцна да се разочараме. Што сакаме да постигнеме? Дали како семено зошто, дали сакаме како лично зошто? И најважно од се, што сме подготвени да направиме за тоа? Многу мои нови соработници, кога ќе разговараме на оваа тема, јас сакам тоа, да, моето зошто ќе го ставам тоа. Кога ќе дојдеме до третата точка, а што сме подготвени да направиме за тоа, малку подзастануваат и тука се несигурни или пак не се одлучни што да направат понатака. Многу луѓе кои сум ги регистрирала или сум сретнала во мојата мрежа, мои менаџери, мои соработници, мои лидери, кога ќе регистрираат некој, почнуваме да разговараме, да го препорачуваме маркетинг планот и многу се обидуваат да ги скратат усилбите и тешкотиите,
во повеќето случаи водат до повеќе усилби тешкотии. На многу предавања имам слушнато дека оваа компанија има прост докажан систем кој треба да биде едноставен, секој да може да го ископира спонзорот, да го примени и затоа се нарекува систем со мултипликација. Ако некој од нас што е тука присутен или што ќе го слуша видеото, може би е поумешен, може би повеќе знае да направи некои реклами, може би е подобар говорник и ќе сака да го скрати патот за да постигне за многу краток период поголеми резултати. Се случува, меѓутоа, сепак, усилбите, тешкотиите се тие, а патот е тој, единствено е разлика во тоа колку во текот на денот, колку часа ќе се вложите. Инаку, сите начини може да ги употребите, нема посебно нешто дека мора така да функционира тоа. Маркетинг план и системот е тој, ние одлучуваме колку ќе работиме, кога ќе работиме и со кого ќе работиме. Овој слайд го ставив меѓу другите што ги разгледував, што не сум зборувала досега. Кои се усилбите пак за да постигнеме нешто? Едноставно, работа. Која работа? Представување на производи, представување на бизнис можност, представување повторно пред поголем аудиториум, 1 на 1, нели ги нарекуваме термини, ако не можеме да се согласиме за вакви заеднички бизнис презентации, производи, бизнис план, наизменично обуки, представувања и пак од почеток. Офлайн или онлайн. Секој избира што ќе користи. Во моментот јас работам повеќе офлайн, мојата ќерка како поддршка го работи онлайн представувањето на сето ова што треба да го представиме. Секој избира што повеќе ќе работи, меѓутоа во суштина е тоа. На едно предавање исто една реченица ми остави како впечаток дека многу е едноставно, просто може секој да го работи, меѓутоа многу пати со работниците после неколку месеци им станува здодевно бидејќи едно исто работи. Па и на работа кога одиме, дали сме во администрација, сметководство или било што, или еве сме некој возач или било што, иста е работата, 8 часа. А овде имаме можност некои денови да си дадеме оддишка и 7 дена, па некои денови да работиме и по неколку часа, па дури и по 8 часа. Меѓутоа, не секој ден. Овде колку повеќе работиме, како поминува времето, сме наградени многу повеќе и тоа зависи само од нас. Додека таму каде што работиме за плата, некој друг зависи и често пати кога се трудиме да покажеме и да докажеме да завршиме некој проект, на крајот не сме толку наградени колку што сме очекувале и стануваме разочарани и ја губиме енергијата и мотивацијата. Овде мотивацијата секогаш треба да ја бараме во нас. Секогаш треба да бидеме подготвени за да дадеме уште малку повеќе и уште малку повеќе. Како ќе работиме, како ќе представиме? Најнапред ќе ги раскажеме нашите лични искуства. Ако нашиот пријател соговорник во моментот користи помалку производи и не сака да биде вклучен како активен собственик на Forever Business, ќе побараме препораки. Имате ли некој што има потреба од производи за енергија, за дечињата, за имунитетот и така натака, или некој што бара дополнителна работа, па може да објасниме каде ќе препорачаме, каде ќе стекнеме нови познанства, па на домашни забави организираме, ги препорачуваме производите, ги споделуваме со пријателите и семејството, настани во соседството или заедницата, социјалните медиуми, одиме на некои курсеви за англиски, на некои танци, наместо да зборуваме за политика или за соседите, ние ќе зборуваме за нешто убаво и корисно. Често пати мене ме прашуваат, покрај се тоа и блиски што знаат во текот на овој период на животот колку поминав и некои немили настани,
од каде ја црпеш енергијата? Од forever, од пријателите, од позитивната енергија што ја имаат луѓето околу мене. Ќе споделиме за производите, често пати луѓето кои споделуваме за производите на почетокот и така сакаат да останат само корисници на производи. И не треба ние да ги присилуваме или на некој начин да брзаме, да ги вклучиме во системот за да градат бизнис. И мојата прва реакција кон мојата спонзорка беше дека јас имам работа и дека мене ова не ми треба, ни требаат само производите. Меѓутоа, често пати луѓето што се корисници во идниот период стануваат и наши соработници. Ако не сакаат во моментот да работат, јас ги оставам, нели како велиме, да размислат, да купат производи, да ги употребат. Кога ќе почнат да споделуваат на други, ќе забележат дека нешто почнува да се движи и тогаш доаѓаат со прашањето како да започнат сега па да го споделуваат и бизнисот. И тука треба да ги научиме на силата на мултипликација, дека во forever, во мрежниот маркетинг што го користи нашата компанија, вели со мали чекори, со мали усилби секој дневно, доаѓаме до големи резултати и до големи успеси. Не треба ништо да се направи преку ноќ. Една убава мисла што сакам да ви ја пренесам, па секој да размисли каде се наоѓа. Вели, кој спонзорира повеќе, има поголем избор. Дали за работа, дали ќе има поголема мрежа, структура на корисници кои секогаш ни се потребни за активитет во иднина. Може да му се помогне само на тој што сака. Тука еве јас ќе застанам дека лично јас од моје искуство во моментот работам, помагам, го обучувам. Тој што сака, без разлика дали е во 10-та длабочина, во 10-та широчина или било каде. Несебично се давам, а универзумот е тој што ми враќа нови луѓе, нови успеси, така натак. Сега нека не ми замерат, оние што малку повеќе спијат, ви препорачувам, оставете ги спијачите на мир, но не ги изоставајте и тие нека се чувствуваат секогаш дел од нешто големо. Ние некогаш кај некои наши соработници гледаме колку можат. Гледаме дека можеме да им помогнеме и можат да одат чекор погоре. Ама ако ја немаат таа желба во себе, ако ја немаат таа само мотивација, ние колку и да сакаме, не можеме ништо да промениме. Поддржете ги вашите спонзорирани линии од долу нагоре. Така ќе им помогнете и на соодветните спонзори, така ќе јакнете целата мрежа. Тука повторно ќе се заблагодарам на нашите повисоки спонзори Вероника и Стево Ломјански. Јас сум и некаде 4-та длабочина. Од првиот момент, од првата година, желбата да ги видам, да ги посетам и да присуствувам на Ден на успех во Србија, ми подадоа рака. Истото го правам јас. Секогаш ја употребувам, можеби тука ќе споменам неколку пати, покажете, а не само да кажете. Како треба, покажете, направете го. Тука се надеваме големиот број од мојот тим и мислам дека ќе потврдат ова сето што го правам за сите, без разлика кој и каде се наоѓа во маркетинг план. Сепак, за да градиме успешен бизнис, треба да знаеме да пресметаме и како ќе бидеме наградени. Во forever, единствена валута во целиот свет е бодови. Еден бод во Македонија по цена за клиенти има вредност приближно околу 313 евра. И сега тука многу ми е интересно, бидејќи на едно предавање исто слушнав дека и Питер од Германија и Петре од Македонија за еден бод исто е награден. И нашиот пријател и познаник кој потекнува од Македонија, Пепи, кој е многу успешен на светско ниво,
Пред неколку години кога беше гостин во Македонија, така исто ни кажа. Вие полесно можете во XU државите да препорачате, бидејќи просечните плати се пониски, па некој да заработи и 200-300 евра е добре дојдено во домашниот буџет. Додека ние во Швајцарија и во другите држави е малку потешко за почеток, зашто тој веќе зема 2-3 евра или фунти, а треба да го убедиме да почне за 200 или 300 евра. Како се гради успешен бизнис, што треба друго да знаете? 4 бода месечно. И ова е малку потешко за тие што сега стартуваат, меѓутоа не би рекла дека е тешко, додека не се научи циклусот на градење на мрежа, бидејќи 4 бода месечно е движечка сила во бизнисот. Тоа е како моторот во еден автомобил. Ако бидете активни со 4 бода, ќе бидете наградени со многу бонуси кои се во длабочина од мрежата. За да градиме успешен бизнис и да ги правиме 4 бода активност, не треба да се комплицира, многу едноставно. Едноставна формула. Користете производи, препорачајте производи и бизнис можност, вклучете ги луѓето и обучете ги да го прават истото. Ништо не треба да се комплицира. Едноставен систем, прост, докажан како функционира и како треба да се работи. Резултати од успешен бизнис. Секако, секој успех започнува со првиот чекор. Од кога го купивме стартниот пакет, започни го патувањето со Forever, ние добивме од компанијата 2 бода или ќе добиеме 2 бода ако во текот на 2 врзани календарски месеци купиме производи во вредност од 2 бода. Во овој случај јас најмногу го преферирам стартниот пакет, бидејќи веднаш во истиот момент станувате собственик на Forever Business и од тој момент ја добивате таа лиценца да работите ширум свет. Втората позиција е супервизор, 25 бода за 2 месеци. На почетокот кога се вклучив, за мене супервизор беше мисловна именка. Меѓутоа, се постигнува со постојаност, со постојани услуги, со мали чекори. Како се постигнува супервизор? Вие правите 4 бода активност и им покажувате на други тројца како да го сторат истото. Во текот на 2 месеца ќе го постигнете нивото супервизор, што не мора да биде во 2 месеца. Има собственици на Forever Business кои ќе се вложат повеќе уште од самиот старт и ја постигнуваат оваа позиција дури и за 1 месец или месец и половина. Наредната позиција е асистент менаџер. Вклучувате луѓе, користите производи, го повторуваме претходниот слайд, ги обучуваме нашите луѓе како да вклучат и тие луѓе, како да препорачаат производи на своите клиенти, правите 4 бода и покажувате на 9 други луѓе како да го сторат истото. И би рекла за почеток посекуваната позиција е менаџер со 120 бода за 2 месеци или 150 бода за 4 месеци. Како? Вие правите 4 бода и им покажувате на 14 други како да го сторат истото. Значи, тоа што го правите вие, тоа што го правам јас, го препорачувам на моите соработници кои сакаат да градат успешен бизнис, како да го прават. Најважно е што вие позиции не се губат, што се наследни, докаде ќе застанете од одредени причини, подоцна ги наследуваат вашите деца. Ако направиме паралела со класичната работа, еве јас до пред 2 години бев редовно вработена во една словенечка компанија, си отидов буквално без ништо, моите деца ништо не добија, а целиот свој живот го поминав и се вложува во таа компанија. Разликата е многу голема, ќе се согласите. Сега. Присуствувај на сите настани и обуки во организација на Forever. Од самиот почеток, од кога разбрав за маркетинг планот, за квалитетните производи, од кога истражив на интернет страните
Јас бев гладна за нови знаења. Јас бев гладна за да слушнам други луѓе кои пред мене започнале во Forever, бидејќи јас не сум прва во Македонија, постоеле и многу луѓе пред мене. Научив една порака од нашата повисока спонзорка Вероника. Никогаш, ама никогаш, на било кој настани не одете сами. Гледајте да поведете со вас луѓе, да слушнат и да видат со своји очи што се случува таму. Не заради друго. Ние колку и да сме мотивирани од некој настан, колку и да сакаме на нашите соработници, пријатели, кои ќе се вратиме да им пренесеме, не можат да поверуваат во сето она ние таму што сме го доживеале. Затоа поведете на некој начин и тие да го доживеат, да доживеат таа енергија, да слушнат нови вештини, нови знаења и нови можности за градење на успешен бизнис во оваа ексију, јас би рекла, во овој Балкан, во таков како што е, со сите политики и со финансиски одлики. Ако ние кривиме некои политичари или некои бизнисмени, зошто е така и зошто е таква состојбата, јас познавам луѓе уште многу одамна стојат на истото место, бидејќи исто критикуваат, а не прават нешто самите за да направат некоја промена. А еве доаѓаме и до другиот слайд, каде што мојот тим го карактеризира жолтата боја како на алоето. Се заљубив бидејќи од првиот момент кога ја исполнив, ја изработив програмата за автомобил, замислете си, ете така било, универзумот така одлучи, немаше на лагер друга кола, Kia Stonic, освен ваква боја како чадорите. И јас велам, леле, никогаш не помислив жолт автомобил да возам, а ќерката вели, зошто мамо да не? Алоето е жолто, ќе го представуваш уште и ќе го возиш со таква голема желба и страст, бидејќи на вистина целата живееш како Forever, живееш со алоето од кога стануваш и кога легнуваш. Треба да бидеме пример за соработниците, еве повторно тука, да покажеме дека некои луѓе често пати ми сугерираат, пак ли ќе одиш на обука, пак ли ќе одиш на некој настан, па нели знаеш се. Јас велам не знам се. Штом сум застанала до сениор менаџер, а има многу повеќе позиции, значи има уште нешто друго што треба да научам. Ајдете вие ако сакате да се промените, заедно како тим можеме повеќе. Благодарам на целиот тим, без разлика дали се менаџери или лидери или се почетници. Ние сме пример заедно дека можеме повеќе. Во Македонија еден ќе бидам, би рекла, не нарцис, меѓутоа морам да ги пофалам целиот тим, бидејќи секоја желба, секоја идеја, особено после короната, да се видиме, да се гушнеме, да направиме некоја средба, беше поддржана од целиот тим. Особено тука морам да издвојам, другите нека ми простат, мојот прв менаџер, мојот соработник, а тоа е господја Вера Златковска, исто сениор менаџер. Секој состанок, кога ќе кажам дека сакам, имам идеја да направам некој семинар, да го потикнам тимот, да ги наградиме со нешто, да направиме вака, Вера секогаш вели, ајде, спремна сум, одготвена, одиме заедно. И тука целиот тим се вклучува во предавање, во организација, ги делиме работите, предаваме, учиме едни од други, секој на свој начин умее да пренесе нешто, бидејќи е корисник на производите, бидејќи е задоволен корисник и задоволен собственик на Forever бизнис. Почнавме од онлайн комплетно работење 3-4 години на организирање домашни средби. Ги потикнавме луѓето дека може да се работи во двор, на отворено, на базен, било каде, некогаш со повеќе луѓе, некогаш со помалку, некогаш на кафе средби во своите домови, се заради безбедноста од, еве, непријатните случувања што се случија на светско ниво со пандемијата. Еве може да забележите дел од мојот тим.
Ова беше еден прекрасен настан кој го организиравме на еден базен, го изнајмивме, каде што организиравме пијалоци, целиот тим се вклучи, имавме работен состанок, кој ќе прави шејкови од ванила, со кое овоше по рецепти, кој ќе ги намести балоните, кој ќе ги подели шеширите, кој ќе ги пречека гостите со програма, на вистина на едно безпрекорно високо ниво. Целиот тим, сите менаџери се вклучија и со предавање, и со организација, и на вистина покажа и вроди со резултати. Може би на крај сега, малку и повеќе се фотографии, меѓутоа бев понесена од тие случувања, иако тешко беше да одлучам кои да ги ставам, кои не, ја користам онаа изрека сликата вреди 1000 зборови. Бидејќи јас без сликите можам да кажам организирајте настани, правете бизнис семинари, нема секој што не познава да поверува дека баш така го правиме бизнисот со Forever. Фотографиите кажуваат дека баш е така. Дека ние тоа што го кажуваме, го препорачуваме и го приминуваме. Сега дојдовме исто кај еден клучен момент, клучот за раст и развод на вашиот бизнис. Да се изработат сите мотивациони програми што ги нуди и што ги изјавува или ги промовира Forever. Еве тука ја одделив минатата година да бидеме повторно во Кан, да бидеме во Кан повторно. Пред тоа имаше ајде сите yes you can. И многу пати луѓето ќе кажат дека па бев минатата година во Кан, па многу е тешка програмата, или за нас, за цела Македонија, што туку се вративме пред 2-3 дена, бевме на викенд бизнис обука во Бугарија, во хотел Банско. Како јас ги доживувам овие мотивациони програми и мислам дека треба секој еден да разбере дека тоа е клучот за раст и развој. Пример, кога ја работиме мотивационата програма, може би на почеток не изгледа дека е комплицирано. Меѓутоа, компанијата затоа дава 3 или 4 месеци. Ние целиот обем на бодови, бидејќи во нашата компанија тоа е услов, тоа е мерка за успешност, го делиме на месечно ниво. Ако треба да се направат 10 бода на месечно ниво, ние потоа тие 10 бода ги делиме на неделно ниво. И така полека доаѓаме до дневно ниво што треба да направиме. Со подетално образложување од повисоките спонзори ќе се научите како тоа лесно може да се изработи. Секогаш има нешто ново да се научи. Секогаш некоја реченица, може би претходниот семинар, во тој период сум била излезена, еве да речеме, ако сте пушач, или сте излегле од физиолошки потреби, или во некој момент даден ви одлетал мозокот на некоја друга страна. Наредниот пат ќе забележите нешто друго. Наредниот пат ќе забележите нешто друго. И најнакрај, ние сите можеме да платиме да одиме во Кан, да ги одбериме оние ефтини летови кога ги има со Визер, или да одиме во Бугарија, или да одиме во Лондон и така натака. Меѓутоа ќе одиме со член од семејството, ќе одиме 2-3 пријателки, ќе го посетиме градот, убавините, тоа е неспорно. Ќе се вратиме дома. Што ќе добиеме? Само побогати за едно искуство и осознавање на некој град европски или подалеч. Што е разликата кога се патува со Forever? Прво, не сте сами, најчесто се одат тимови, помали, поголеми. Покрај шетањето и покрај осознавањето на некој град, да речеме на Кан или на Лондон или на некој друг град, вие имате можност да присуствувате на организирани обуки кои ги организира Forever на светско ниво, каде што ќе учите и ќе слушнете од луѓето кои се многу поуспешни и од мене и од многумина од вас. Друго, наградата што Forever ќе ја даде како патување е само јаготка на шлагот на тортата. Бидејќи вие,
работејќи ја програмата и да не стигнете да изработите до крај, градите мрежа, внесувате нови луѓе во вашиот тим, бидејќи секогаш програмите се со нови луѓе. И тој тим и таа мрежа што ќе ја направите ви носи долгорочни приливи, повремени, некој ќе работи повеќе, некој ќе биде само корисник. Мислам дека ќе се согласите со мене. И повторно за една мотивациона програма која сметам дека се уште не е доцна, да се приклучите, да ги прашате вашите спонзори како може од овој месец да се почне, да се постигнат барем првата или второто ниво на промоцијата и да се видиме следната година во Париз. Тука нема да зборувам повеќе, бидејќи истото важи, дека работењето за програмата за Париз ќе ни донесе една стабилна, нова мрежа, нова енергија, бонуси ќе добиеме на месечно ниво, а ова е само како едно врв, како една јаготка која компанијата ќе не награди за да можеме да присуствуваме. Јас морам тука да честитам на голем број од нашиот тим кои гледам дека убаво ја работат програмата на Париз и веќе извадија авиобилети и обезбедија сместување за наредната година да се видиме во Париз. Мотивационите програми, овие фотографии ги ставив последното патување на Global Rally, што беше во Индија, прекрасно доживување, се уште ме држи енергијата. Последното патување, крстарењето со бродот или крузерот, ова е нашиот тим што бевме, преубаво доживување, јас прв пат бев на крузер и се уште сум под импресии. И на почетокот ставив 10 фотографии додат како слайдови и си реков, ајде, не. Само колку ете еден мал сегмент да го почувствувате убавиот момент, да почувствувате енергијата од сите, колку сме позитивни, насмеани и моментот кога ме наградуваат дека ја изработив позицијата Eagle Manager за крстарење на крузерот. Тоа се некои посебни доживувања. Вие тоа го работите, сте наградени, а компанијата и јавно да ви признае. Многу луѓе во Forever се успешни или имаат финанси, добиле некое наследство, ама не се наградени, нема добиено признание, а признанието вреди повеќе отколку и парите што ги добиваме на трансакцијска сметка. Еве. Оваа фотографија зборува сама по себе, насмевките говорат повеќе од тоа што може да се зборува. Ова е на самиот влез пред крузерот, дел од екипата, дел се уште не беа пристигнати со автобусите. Тука е клучот за растот и развојот. Ако сакате да промените нешто во вашиот бизнис, во вашиот живот, најнапред треба да ги промените навиките. Значи, сето ова да го постигнете и да јас не сум имала едукација или сознание дека ако работиме нешто дополнително може да ме доведе до овие постигнувања, токму како заклучок дека треба да бидеме упорни и тогаш кога ни е тешко, нели како велат, не е клучот во тоа да паднете, туку секогаш кога ќе паднете да успеете да станете. Па и во секој бизнис и приватен да има некој од вас, никогаш не оди во една нагорна линија, секогаш има, кога човек малку ќе подзастане, секогаш има моменти кога имаме семени проблеми, кога имаме или прослави, па не можеме доволно да се дадеме, да бидеме посветени, да сакаме компанијата, да наоѓаме начини да се вложиме, да учиме, да читаме, постојано да имаме некои брошури пред нас, да покажуваме на пријателите еден на еден што ќе се сретнеме на онлайн средби, па дури и на офлайн средби, да не одиме со рацете во джеб, би рекла, туку да одиме со нешто што е алатот во Forever. А тоа се овие, би рекла, прекрасни, секој на свој начин, папки со рекламен материјал, за да можеме веднаш
на нашите соговорници, ако сакаат за производи, да имаме каталог. Ако сакаат за бизнис, да го имаме маркетинг планот. Постојаност, значи често пати луѓето паѓаат, ние така во Македонија велиме, губат некогаш енергија кога многу луѓе ќе ги одбијат, ама вие тие одбивања не ги прифаќајте лично. Тие одбивања се ама не за секогаш. Може би понатака ќе се смени состојбата, дали здравствена или финансиска, или умствена, психички ќе размислат дека да, оваа компанија вреди да се вложат. Бидете постојани. Дали сакаат луѓето или не сакаат, вие друг. Кој сака, повелете, ќе разговараме, кој не сака, ќе продолжиме понатака, ќе бараме некој друг што сака. И последниот плюс учење. Значи, го споменав неколку пати, значи мора да читаме книги, мора да слушаме предавања. Јас секогаш се вклучувам со исклучок на родендени и некои важни прослави и на Вин порталот и на други. Ако не веднаш потоа, прва прилика кога пеглам, кога работам нешто дома или готвам ручек, уклучен на лаптопот на соодветно место и ги слушам предавањата. Никогаш не ми е досадно. И овој пат, кога се вративме од Банско, од Бугарија, од бизнис семинарот, слушав и упивав како да ми е прв пат да сум на семинар. И често пати кога носам на моите јаки, на моето сако, значка од некој настан или било што, најмногу уживам и сакам да носам значката асистент супервизор. И неколку пати ми поставиле прашање зошто? Senior Eagle Manager Forever to Drive е за работа до вчера. Од денес јас секој ден станувам како асистент супервизор. Секој ден треба да ги правам истите работи што сум ги правила до вчера и од самиот почеток. Само сега со малку поголемо искуство, и тоа е еден од моментите, или би рекла, еден од клучот за раст и развој. Многу пати ти ме прашале луѓето која е тајната на успехот, кој е клучот на успехот. Тајната на успехот е дека нема тајна, дека е само работа, посветеност и така натаму. Успехот се гради тука, еве на настани, после настаните на забави. Тука го менуваме начинот на размислување, како јас првиот пат кога бев на настан во Холидин во Скопје, многумина околу мене слушнав како коментираат: не поканија за да ни се пофалат што освоиле и што добиле. А моето размислување: леле, во ова време во Македонија, каде што трае политичка, економска криза, некои луѓе бидете што работат и постигнале некои позиции. И јас донесов одлука дека ќе се потрудам да работам и јас да застанам на бина. Тие така што носат одлуки ќе бидат на бина, бидејќи ќе визуализираат дека нешто ќе работат и да постигнат резултати, а останатите нема да бидат тука присутни, едноставно ќе бидат со истите нивни сваќања. Трудот се исплати, уживајте во моментите, ова се фотографии од Индија, од нашиот тим, прекрасно доживување со една позитивна енергија и на крај до сите вас, дали без разлика на која ниво сте, на која позиција, дали сте подготвени да започнете одново кон нови позиции, кон повисоки позиции, чекор по чекор, бидејќи не може да се скокне нешто, чекор по чекор да одиме понатаму и понатаму. И за крај, ви благодарам на сите од тимот, заедно чекориме кон повисоки позиции од Forever. Ова е дел, се надевам дека наредното предавање и наредни предавања ќе ми треба и 2 слајда за да ги ставам сите лидери и сите менаџери од мојот тим. Благодарам уште еднаш на Вероника и Стево Ломјански за укажаниот простор да се обратам пред поширок аудиториум, да изнесам дел од моите гледања како се гради успешен бизнис, односно она што го поминав сите овие години, донесе до ова дене што сум тука. Ви посакувам на сите многу успех, слушајте ги повисоките спонзори, бидејќи тие ви посакуваат нешто најдобро, и тука уште еднаш ги поздравувам моите повисоки спонзори Ирена и Вики Трајчевска.
Ви благодарам што ме сослушавте. Evo, ja bi nešto rekla, ako mi dozvolite, a vidim da su isključili. Ja bi rekla sledeće. Slavice, fenomenalne ste vođe. Bili smo kod vas letos. Ono što vi organizujete i kako organizujete stvarno je veličanstveno i bili smo stvarno počašćeni s tim što smo mogli da dođemo do vas. I nisam smatrala kao obavezu, nego kao radost, jer uvek je radost s vama se sresti i vidjeti kako vi samostalno, fantastično radite, a timski. I Vera Tatkovska i ti i ceo vaš tim jednostavno je jedinstven, jer svi ste zajedno, a svi ste drugčije ličnosti, ali izuzetno idete zajednički prema uspehu, to znači svi ste veliki ljudi, istinske vođe. Hvala vam što sam mogla prisustvovati vašim sastancima, hvala na vašoj nesebičnom radu i koji pružate svim vašim saradnicima, mogu biti ponosni što imaju takve sponzore. Ljubim vas, sve vas i jako lepo želim da nastavite dalje, vidimo se u Parizu, ako ne pre. Ljubim vas i volim. Hvala puno. Sljedeće